Значи, од оваа втора сесија може да очекуваме еден приоритетен проект кој што општина Струмица ќе го реализира во периодот 2016 година и последователно по првата сесија на која што граѓаните избраа по два приоритетни проекти од 4 стратегии и акцијски планови на општина Струмица и вечерва од овие 8 граѓаните ќе имаат можност да изберат еден кој што го сметаат за најприоритетен и општина Струмица, нели се разбира, 2016 година ќе го реализира. Ние за Центарот на заедница на општина Струмица заедно со представници од општина Струмица изработивме презентации кратки на сите 8 проекти, бидејќи логично е дека не може во една сесија сите 8 детално да се презентираат и да се наведат сите детали, но генералните и основните информации за целата замисла на секој еден од тие 8 проекти ќе биде образложена и потоа 2016 година ќе се направи еден целосен проект, една комплетна проектна апликација која што потоа нели ќе помогне за реализација. На првата сесија имаше над 150 луѓе и тоа самото кажува дека веќе граѓаните на општина Струмица ја препознаваат транспарентноста на општина Струмица и знаат дека вакви крупни одлуки кои што ги носи општината, дали станува збор за некои големи проекти, за буџетот, дека се повикуваат граѓаните и се зема предвид нивното мислење. Така да сметам дека луѓето веќе и претходните години нели имавме буџетски форуми на заедниците и овој период ноември, декември, октомври го препознаваат како период кога општината донесува одлуки заедно со граѓаните. Исто така и кога се донесува и акцијските планови, стратегиите за 4 области на општина Струмица, повторно имаше јавни расправи, повторно беа повикани сите засегнати страни, сите релевантни чинители во општина Струмица, така да можам со сигурност да тврдам по она кое што ние учествуваме и како центар на заедница и како општина, она кое што ние го гледаме, со сигурност можам да тврдам дека ја препознаваат општина Струмица како транспарентна и отчетна, бидејќи самиот факт што организира вакви јавни расправи, јавни дебати, форумски сесии покажува колку се грижи за мислењето на граѓаните и да ги става на приоритет потребите на граѓаните.